Добро вечер, добре дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. И веќе сме договорени. Никој да не знае, освен јас, вие и нашата гостинка. А која е таа? Таа е една млада, убава девојка, која мораше да избере музика, затоа што и по мајчина и по таткова страна музиката е нивниот живот. Ќе зборуваме повеќе во ова Никој да не знае, па ќе откриеме детали за кого станува збор. Не знам дали воопшто постоеше и можност некако да ја заобиколи музиката, ама пред овој разговор слушнав дека средно отишла гимназија. Кој што како влијал, ќе видиме. Како да знаела дека ќе порасне во една умна, скромна, културна и мила девојка, и заради тоа и го дале всушност името Мила, и навистина го заслужува. Ако сакате повод, и него го имаме. Таа веќе го направи својот прв солистички албум. Мила Николовска-Ѓумар во ова Никој да не знае. Здраво, жива. Здраво. Добра ли си, Мила? Одлична. Вие како сте? Супер. Значи, си ги прашала никогаш мами, тато, дали и ти го дали името по тоа што си била Мила и како беба? Затоа што навистина те соодветствува твоево име Мила. Ви благодарам. Моето име, првично сакам да кажам, беше идеја на мојата баба, на Славица, да. Потоа да се викам по дедо ми Михајло и по баба ми, баба Милка. И Мила оттаму е. И Мила е оттаму. Сум требала да се викам со друго име, но ете она одлучила и го дала како предлог и сите се согласиле. Одлично, добро. Постоеше ли опција всушност за бегање од музиката, Мила? Мислам дека не. Значи, само да кажеме. Мама е Сања Шутевска, позната балерина, педагог, се, знаете. Тато е еден од најдобрите за мене, можеби најдобриот диригент, Саша Николовски-Ѓумар. Дедо е Шутевски, значи синтезис главниот. Тета, тетин, сите се тамо некаде со музика. Да, Дуо Кировски. Да, Дуо Кировски, да. Музичари. Значи, ти растеше со музика, буквално. Точно, од најмали нозе сум одела на опери, на концерти, на балетски представи и веќе од 6 годишна возраст знаев дека сакам да пеам. Добро. Не ме сваќаа сериозно, мислам дека бидејќи бев мала, бев мала, се уште не знаев многу за светот, нели, имав уште многу да учам. И желба на татко ми беше да завршам гимназија, бидејќи и тој заврши гимназија Орце Николов. Мислам дека не погреши во тој избор, многу знаење ми даде тоа школа. И бев веќе посозреана за да си речам за да изберам дека точно музиката сакам да ја правам, да пеам во мојот живот. Така е. Ама ајде пред да дојдеме до средното, јас да те вратам назад, не те однесоа, не посака, тие беа дел од еден тон фестивали, детски, вакви, такви, настапи, мама беше со балерини, беше и самата на сцена, кореографи и така натаму. Не одеше со неа, немаше таква желба? Одев на балет. Добро. 5 години играв балет. Добро. Многу го сакав балетот, но мислам дека сепак пеењето ми беше побитно. Да. Сакав да играм и балет, имав проблеми со колената и заради тоа се одлучив да прекинам и да одам во гимназија. Добро. На што се сеќаваш ако вака те потсетам сега на некакви, на што се те носеа? Викаш опери, балет и се. Каде беше? Во опера и балет одев на сите опери. Добро, ама каде беше? Татко ми. Каде беше ти? Во публика или? Во публика бев, а балет кога играв, имавме нели годишни концерти што се на крај со музичкото нижо и играв на годишните концерти. На крај имавме доста концерти. Добро. И што ти рече Саша Николовски-Ѓумар? Зошто не отидеш одма средно музичко? Не можам да разберам, едноставно не ме сваќаше сериозно. Мислеше дека А ти што кога му кажа дека сакаш да пееш? Јас му кажав уште од 13 години дека сакам да пеам. Тато, сакам да пеам. Да. Добро, и што ти вика? И ми рече дека сака да одам во гимназија, да одам по неговите постапки. Добро. И ако сакам после тоа се уште да пеам, дека имам време, ќе бидам созреана, ќе ми биде созреан гласот и ќе можам да се занимавам со пеење. Значи, можеби он мислеше дека ти ќе се предомислиш всушност. Можеби. Многу сакаше да се занимавам со јазици. Да. И имам изучувано јазици, рускиот јазик ми е еден од омилените. Знам, видов таму една другарки. Да, со неа се разбираме. Се разбирате на руски. Зошто баш омилен руски? Како сега да објаснам, значи руските романси и руските композитори од секогаш ми биле омилени. Исто, татко ми има студирано и во Русија, а и мајка ми многу ја сака Русија. Мојот еден полубрат Анатолија е исто русин. И некако поврзани сме, да. А италијанската музика нормално ја засакав поради операта. Сум изучувала италијански 2 години, сакам да продолжам и посериозно, ама се со тек на време. Руски знам. Руски знам, да, веќе 5-6 години.
Па, да, со брат ми понекогаш. Он ми се смее дека акцентот не ми бил точен. Па се што? Да, тој збори што од дете, тоа, од дете, да, од најмали години збори. Он совршено го знае. Јас сепак можам уште некоја година. А од Шута не посака да бидеш, да речеме, во народната музика, во таа, да речеме, некоја изворна, нешто ново, нешто модерно во тој Сум пробала, ама не сум се пронашла. Да, како дете сакав и тапани да свирам, има однесено со него на неколку настапи да пробам. Буквално се има пробано и сепак пеењето беше тоа што го сакав највеќе. Да. Дали тато беше сведок на почетокот на твојата кариера? Беше, фала Богу, барем за тоа можам да бидам среќна. Беше, бидејќи иако отидов во Орце Николов, тука беше Сузана Тнокова која што го виде талентот во тебе, така. И секогаш ме праќаше. Дете во бара во гимназија. Да, буквално тоа ми го има кажано, ја можам да ја поздравам, многу ја почитувам што ми помогна и ме усмери да продолжам да се занимавам со пеењето. Со неа почнав првично со естрада да се занимавам, пеев на различни фестивали од школа, имавме настапи во Универзалната сала. Таму ми беше мојот прв настап на 15 години. Ја пеев. Тато дојде? Дојде и беше воодушевен. И што ти рече после? Немаше зборови. Дете, па ти си знаела стварно да пееш. Ти пееш со неговиот лавоглас. Да, беше воодушевен, ја пеев од Адел Someone Like You. Доста тешка нумера за 15 години. И дедо ми тогаш знам дека беше со тонците тука да помогне, дека сама мало дете и он нешто исто беше таму. И ми рече, јас сум воодушевен. И он беше воодушевен, не му се веруваше дека ме гледа во такво издание. И потоа седна со тато и мама да направиш муабет што потоа? Да, да. И ми рекол, секако од кога ќе го завршам средното гимназиско, Орце Николов, дека можам да си одам на факултет. Да. И на факултет потоа продолжи на соло пеење? На соло пеење, доста тешко ми беше на почеток, бидејќи... Чекај малце, имаш ти нижо бара музичко, така? Имам нижо музичко, да, имам свирено клавир, детка ми Маја Шутевска, да. И солфеш, нели? Си пеев и во имала некаква наобразна, сака, да. Пеев и во пиколо, хорот, така да имав некое познавање, но за факултет ми требаше доста спремање. Неколку месеци се спремав за приемниот испит, бидејќи имаме приемен. Јас знам дека тој приемен испит е онака баш како глумците кога одат на академија, па се подготвуваат со, не знам, рецитал, веројатно. Што имате вие како соло пејачи? Имаме 3 композиции, имаме и хармонија кај што треба да полагаме и солфеш имаме диктат. Од тоа ми беше многу страх. За другото тешко е и цело лето се спремав, одев на приватни часови, ама видоа сите дека се трудам и дека ќе бидне нешто, веројатно. Сега во Мигов, освен што ја тираш кариера во музичка, си секако дел од ансамблот или дел од Македонската опера и балет, таму си во хорот, со надеж дека ќе станеш и солист, така? Тоа е живота и... Секогаш е прашањето тоа. Знам дека порано беше многу поинтензивно во кажувањето, дека ако некој одбере да се занимава со соло пеење, не би требало да се занимава со естрада, како да кажам, со пеење поп, музика или рок. Да. Што ти рекоа твоите Шуте по дома? Што велат? Тие го имаат тоа искуство? Што мислат за Чичко ми, Вања Ѓумар, би него да го спомнам во Америка. Според него он смета дека треба да се занимавам само со соло пеење. Тоа е неговиот став? Да, тоа е неговиот став. Добро. Јас повеќе се занимавам со соло пеење, правам солистички концерти, да. Но сметам дека ако пеам и естрада, ништо нема да ми наштети мене да пеам на фестивал, да пеам на некоја убава приватна свирка, приватно нешто. Тоа воопшто не штети на гласот. Пример, ако јас пеам секој ден, пеам во различни кафичи кај што пушат луѓе. Ама тоа не го правиш? Тоа не го правам, тоа ретко го правам. Ептен кога е некој евент поголем, кога ќе ме викнат за такво нешто, да, ќе прифатам. Бидејќи пробав едно лето со братучетка ми Александра Кировска, заедно свиревме во неколку локали и сватив дека е прилично тешко да се оди на работа и сега во опера и балет, нели, имаме сабајле проби, па имаме режиски проби на сцена и цело време сме на сцена, пееме постојано, навечер таму да пеам и тоа веќе ми штеташе. Тој инструмент пречи на инструментот на гласот. А вака по некоја песна на фестивал да одам да пеам, да имам некоја пак ќе кажам приватна свирка кај што е по 1 сат, тоа воопшто не ми пречи. Дури оперското пеење ми има помогнато за естрадата. Ми го има отворено гласот. Порано мислев дека сум мецо-сопран, испадна дека сум сопран.
Да. Добро, од кого научи најмногу? Од кого се учеше во однос низ годиниве? Низ годините имам со многу луѓе соработувано, имам одено и на различни мастер-класи. Прво, сега зависи за што прашувате, дали за естрада или за опера. И за естрада, и за двете работи ми многу луѓе се сите ако земам да ги набрам. Добра, ајде неколку само. Весна Гиновски-Илкова ми е професорка, кај неа. Имам работено и со други професори, сум била на мастер-класи секако. Исто така Сузана Тнокова ја имам кажано. Сега и со Људмила Грос Поповиќ имам работена, таа е од Белград. Имам одена на мастер-класи кај Славица Галич, исто она е многу позната солопеачка. Кај Мики Арсенски, исто познат професор, така да кај повеќе луѓе вака. Што е твојот сон сега? Можеш да ги поделиш овие соновиве? Едниот е сон во однос на кариерата на сцена, во однос на солист да бидам. Или дај Боже, па која би била таму улогата, а другата е што, заради тоа што нели ги тераш паралелно двете кариери. Сега вака, според мене операта е прва и кога ќе имам настап, а имаме често нели и опери настапи и солистички концерти, тоа ќе ми е во прв план, а кога би правела повеќе свирки за естрадата, тоа би било како втор план, како хоби. Како што и многу луѓе прават, нели си имаат прва работа, која што има од 9 до 5, сега кај нас е малце различно, имаме и сабајле, и навечер проби, кога треба да се договори нешто, некогаш и морам да откажам, ретко се случило, или на време ќе имам распоред, ќе кажам овој ден во волку саат не можам. Не можам, Да, така да и со двете ќе продолжам. Да. Секако. Што би сакала да ти се случи во однос на операта? Би сакала секако да бидам солист, имам многу убави солистички улоги. Операта е прекрасна уметност, најубава уметност за мене. Имаш глума, пеење, емоции. Јас сум емотивен човек, многу сакам да ги покажам тие емоции. И кога ги давам тие концерти, излегува нешто од мене што само во тој момент може да се види. Така е. Кога сме веќе кај емоциите, кажи ми како се случува во Kids во Истанбул да отидете ти и твојата братучетка, па да се надоврзаме на тоа што таа ќе каже за тебе? Да ја представите македонската култура. Да, ние се пријавивме во Министерството за култура со заеднички концерт. Воедно први сме... Таа на гитара е, така? Да, воедно ние сме први дуо гитара и глас. До сега немало таква изведба. Добро, тоа е само пеење на опера или пеење на поп музика? Пеевме и опера, пеевме и нешто од Давор, што го имаше направено посебно за гитара и глас. Они ги направи аранџманите. И ги пријавивме уствари концертите, ни ги одобрија, бевме пресрекни, свиревме исто така и во Штипи во Радовиш, јас си гостував на концертите со 2 numeri, за да се пробаме да видиме како ќе биде, за да бидеме поспремни за Истанбул. Бидејќи сепак одиме во друга држава, таму вистинско представување е потребно. Не познава никој, треба да се покажеме во најдобро светло. И многу бевме задоволни. Супер помина се. Имаше многу публика, мене искрено ме изненади тоа. Околу 80 луѓе за такво место, во кое што никој не ја познава, не е многу големо. Сега ќе го преместат, ќе биде поголемо. Многу беше публиката задоволна, се слика, автограми ни бара, ние бевме воодушевени со Сандра. Каде дојдовме и би сакале пак да одим. Да, сега оваа Сандра која што ја спомена е твојата братучетка, односно на твојата мајка од сестра Керка, така му доаѓа, да. Александра Кировска, чии што родители со така се едно познато дуо, кој не слушнал, мислам дека сите сме. Дуо Кировски, да. Дуо Кировски. Колку често воопшто правите муабет за музика? Веројатно секојдневно. Цело време, да. Ние сме како сестри, 3 години сме разлика. Од кога знам за себе, Сандра ми е во животот и буквално цело време сме и заедно и комуницираме. Сега пријавивме и други концерти за наредна година. Дај Боже да ни ги одобрат и сакаме да продолжиме заедно да музицираме. Она исто така и покрај класиката, исто како мене, и електрична гитара свири. Браво. Така да и двете сме... Да не е во бенд некој? Не, заедно понекогаш настапуваме, ама си настапуваме и соло. Супер. Значи супер, фала ти што не ги вида луѓе во што ќе ми кажат нешто за тебе. Не ги видов, не, сакав да се изненадам јас. Ајде да видиме прво и да ја чуеме Александра Кировска, тоа е братучетката и другарка секако, и се во животот на оваа наша Мила овде, па потоа се враќаме заради тоа што освен тоа како ја опишува, кои се мани и така натаму, има и прашање за неа.
Со Мила се знаеме цел живот, ние сме први братучетки и од мали нозе сме биле заедно и во добро и во лошо. Сме пораснале заедно. Би ја опишала како талентирана, воспитана и културна девојка која секогаш има добра енергија, секогаш знае да направи добра атмосфера во друштво, добар амбиент и секогаш е многу енергична. Мила е многу емотивна личност и мане е што понекогаш реагира премногу чувствително и емотивно за некои работи, меѓутоа генерално е стабилна и прекрасна особа. За крај ви препорачувам на сите да го слушнете нејзиниот нов албум, бидејќи е феноменален, а прашање од мене за Мила би било во кој друг град би живеела и би градела кариера доколку не е во Скопје. Мила. Сега на ова прашање не знам како да одговорам. Некаде Русија, гарант. Еве, ја ти помагам. Точно. Русија. Не сум била во Москва. Кога ќе одиш и да ме земаш, ја многу сакам да ја видам. Сакав да надополнам уште нешто. Бев на романсијада сега во ноември. Добро. Бев на надпревар со руски романси, земав прва награда. Браво. И можеби ќе одам во Русија, ќе видиме наредна година како ќе биде ситуацијата, бидејќи нели има мали несогласувања. И ќе видиме, многу би сакала да одам. Да, тоа би било или Русија, Москва или Рим, Италија. Бидејќи оперското пење потекнува од Италија. Така да Италија ми е сон, наредна година и таму би сакала да одам, не сум била. Да. Така да, односно ово опишување во ваква си, така? Па, да. Премногу сум чувствителна, тоа точно, и знам да изреагирам брзо некогаш. Добро, и умееш да некогаш работиш на себе, да не го правиш тоа така или? Да. Пробувам. Да. Ајде сега да се вратиме на фестивалите. Добро. Напоредно со солопењето, така почна да градиш својата кариера во однос на поп музиката. И сега кој беше првиот фестивал на кој што се појави? Охридски трубадури. Охридски трубадури, да, со песната Твоја сум. Може да ја слушнете во новиот албум. Супер. Ке зборувам и за него во вториот дел, тоа ми е добро. Да. И како помина? И имаше ли трема? Сепак дека ми беше прв фестивал, имав, ама тоа беше позитивна трема, возбудена бев многу, бидејќи тешка балада е за пеење, но си излегов, си испеав, си ја дадов емоцијата. Да. Земав и 2 награди за најдобар текст и трета награда. Да. Одлично, добро. И потоа реши дека фестивалите ќе бидат некој начин како еден млад човек како тебе да биде запознат од публиката. Така некако го гледам тоа. Така беше. Да. Тука е секако Давор Јордановски да ти помогне во сите твои како да кажам, посакување или желби. Почна соработката со него уште веднаш или имаше некои песни кои што не беа на Давор на почеток? Да, не, сите се на Давор. Мајка ми е долгогодишна пријателка со Давор. Фактички она ме запозна и Давор е човекот кој ми има направено кариерата. Значи да не беше тој, јас немаше. Не знам дали ќе се занимава со естрада, но не знам дали ќе бев тука каде што сум сега денеска и би извадила албум што стварно е голема работа. Поради него. Да, и за млад човек. Он секогаш ми помагал, бил тука за мене, уште од првиот ден. И сите песни ние заедно ги снимивме, заедно разговаравме која песна како да звучи. Да ти кажам, да те прашам, дали Давор го познавам, Давор е моја годишта, така нека отприлика. И колку можеше или колку имаше, како да кажам, колку имаше можност да му кажеш ако нешто не ти се допаѓа во неговото создавање, или не знам, барем да кажеш дека нешто поинаку може да звучи, дека може би е подобро така. Немало таков проблем. Пример сум рекла, може ли да пробам нешто мое да додадам, некој не знам финес во песната. Тука секако е и мајка ми која што ми е огромна поддршка, Сања Шутевска, да. И она секогаш е многу голем критичар. И секогаш, најголем критичар е мајка ми, што е добро. Па секогаш кога нешто, пример, не е во ред, ќе ми каже Мила, поправи го ова за нареден настап или за играње, за било какви работи. Секогаш била тука да ме подучи. Што е добро. Добро е тоа, да, така и... не се нервираш на почеток? Кога бев помала, нормално, малку се нервирав, а сега разбирам зашто она сепак има огромно искуство како кореограф и со Тоша Проевски, со многу познати глумци, пејачи има соработувано и стварно има искуство. А и дедо ми исто така Шуте, секогаш тука бил да ми каже, да ми посочи кога нешто не е како што треба и нешто треба да поправам. Супер, добро. Ќе ја чуеме заедно Ива?
Ќе чуем. Да. Ива Кацарска. Еве таа што вели за својата другарка Мила. Здраво, јас сум Ива, другарката на Мила. Тука сум да одговорам неколку прашања во врска со Мила Николовска-Ѓумер. Ќе почнам со одговор на првото прашање. Со Мила се запознавме на 13 годишна возраст, од тогаш немаме прекинато да се дружиме, а интересно е што се имаме запознаено во музичкото училиште, тогаш одевме во Нижо. Таа одеше, мислам дека на клавир, а јас одев на виолончело. Да ја опишам Мила, би ја опишала на руски јазик, затоа што тоа е наш заеднички омилен јазик, така што красива е, умна е и длинноволоса девушка или подруга. Кои се мани на Мила? Сега Мила навистина скоро и да нема мани, мислам немаше да ми биде другарка ако имаше многу мани, тоа морам да го кажам. Ама ајде да издвоиме нешто интересно да се каже. Мислам дека некогаш кога има некако важен настан, значи дали е тоа концерт, дали во опера и балет незината работа кога имаат настапувања или нешто навистина важно, важен настан кога има она, сака да биде едноставно совршена. Сака се да изгледа навистина убаво, перфектно, дали е до облека, до шминка, до фризура и секогаш, значи нешто ако не е по незин кеф, знае да ни каже дечки, тоа и тоа многу ме изнервира, значи мислам перфекциониста е и сака се да ја биде стварно убаво, значи да изгледа како што она има замислено и тоа е нешто како мана затоа што после тоа го премислува Леле, знае да ни каже на нас другарките дека е насакирана за тоа и тоа јас стално ја советувам, значи те молам, тоа е значи поминато, сега веќе одиме понатаму, нареден пат ќе биде нели уште побаво, фала Богу. Не може се да биде перфектно, да се разбереме, ама ете за следниот пат ќе биде подобро и така нели како другарки, тука сме да се советуваме и да си дадеме по некој убав збор. Сакам да ја прашам од незиниот нов албум, која е незината омилена песна, иако знам дека скоро сите се преубави и дефинитивно ако мене ме прашате не би можела да издвојам, но ајде Мила ти одвои една песна која што ти е навистина омилена и ти давам предизвик да ја запееш. Чао! Сега? Се кажа, оваа па многу поискрена од првава. Од братучетка. Песната ќе ја пеам како и да е, така да... Таа ти омилена? И шепни ми лагај, минатиот пат ја пеев. Лагај. Ја пеев тука. Да. Околу ова перфекционизмов. Да. Како изгледа тоа, вака можеш да ми објасниш? Сега веќе малку сум посмирена во тој контекст. Порано бев многу понервозна за тие работи. Пример, нели нормално ќе те снимаат додека пееш и нешто нема да ми се допадне, некоја гримаса сум направила, дали шминката не ми е како што треба за тие работи. Ива мисли е тотално во право, да, некогаш знам да overreactнам, да. Добро. Ова како те опишува на руски? Не знаеме на руски. Убава, умна и прекрасна подруга, другарка. Другарка. Да. Добро, супер. Да, запеам ли се? Запев делче, ама ќе ја пееме веднаш. Да. Да. Можеш? Која? Шепни ми. Шепни ми, ама мене ми е лагаја. Ајде малце лагај тогаш. Како без микрофон? Еве го. Веднаш доаѓа, повели Мила. Само рефренот. Само рефренот. Лага, се што ти си кажал чиста лага, лага, паднав и станав, лага, очите ти лажа чиста лага, лага, нарцис безграмен патија. Браво! А сега шипниме за Ива. Сега и за сите што не гледаат. Може така? Може. Ајде, джингл, а ние се местиме на сцена.
вечерва како стих, толку ми требаш ти. До мене, допри ме, нежно стопли ме. Ајде шепни ги тие зборови, толку магични. Шепни ми колку ме сакаш, ама најтивко. Шепни ми дека сум твоја, љубов во срцето. Шепни ми дека сме сами, наша тајна е. Шепни ми, срекна ме правиш, кога си тука, кога си до мене. Како здив, толку ми требаш ти. Слушнија душава те препознава. Ајде шепни ги тие зборови, толку магични. Шепни ми колку ме сакаш, ама најтивко. Шепни ми дека сум твоја, љубов во срцето. Шепни ми дека сме сами, наша тајна е. Шепни ми, срекна ме правиш, кога си тука, кога си до мене. Шепни ми колку ме сакаш, ама најтивко. Шепни ми дека сум твоја, љубов во срцето. Шепни ми дека сме сами, наша тајна е. Шепни ми, срекна ме правиш, кога си тука, кога си до мене. Срекна ме правиш, кога си тука, кога си до мене ти. Мила Николовска-Ѓумар и натаму е во студиото на Телма во ова никој да не знае. Шипни ми некоја наградена песна. Сега, ајде, знаеш да ни кажеш шо како? Втора награда од жири и награда од новинари. За интерпретација. Да. Одлично. И за интерпретација, 3 награди. А, и за интерпретација 3 плюс. награди. Добро, одлично. Сега е ред да немаме време после, да си ја пуштиме ние третата другарка, она што е во Копаоник, беше барем кога ни се снимаша. Уште е во Копаоник. Уште е таму? Добро. Андреја Чукалкова, не сгрешив? Добро е. Андреја, супер е веројатно на Копаоник, ама видов по ветрот колку е многу ладно. А сега ќе чуеме заедно сите што мислиш ти за Мила Николовска-Ѓумар. Здраво, здраво, јас сум Андреја, другарка на Мила. Еве мало поздрав од Копаоник. Многу е ладно, ќе бидам брза. Со Мила се знаеме веќе 15 години, се запознавме во камп во Грција, на спој битолската жичка и потоа музичката жичка. И можам да кажам дека Мила е најпозитивното чупеш, може да ти го направи денот најубав кој ќе си разочаран. Како мани можам да кажам дека е малце драма квин во некои моменти, ама сепак тоа е и на некој начин и позитивно, тоа е прави карактеристично за да биде таа што е. И едно прашање за Мила, ја чекам во Битола кога ќе дојде пак. Поздрав! Сега, Мила, прво во драма квин ќе го одговараш или ќе се потрудиш следното интервју да не бидеш више драма квин?
Па, порано бев повеќе драма квин, можам да признам. Ние со Андреа се познаваме од деца, да, од 90 години, цел живот. Да. И двете сме доста слични карактерно и она ете како мене знае да преувеличи некогаш. И двете сме исто многу позитивни и другарки сме буквално од камп од кога знам за себе исто. Од многу од кампот во Грчка, да. Одиме заедно на камп и таму си имаме запознаено. И се роди такво пријателство. Да. Би дошла во јануари во Битола да одговорам на прашањето. Да се видиме. Јануари, чекај се, Андреа да не бидам Еве после празниците. После 15 доаѓаш? Да. Добро. Ќе одам, обавезно. Готово. Сега зборуваме за она што го спомена Сита. Илузија, твојот прв албум. Да. Кажи ни сега, колку песни има, што, како, се подготвуваше долго време, веројатно е све супер на него, нели? Не дозволивте да има нешто што не ви се допаѓа да биде дел од албумот. Точно. Се состои од 8 песни, воедно 8 е мојата омилена бројка. Супер. И тоа има причина тука, заедно со Давор секако, Весна Малинова и Борче Нечовски. Е текстописец. Мите Тралала, кај него во студио имаме аранџмани правено, да, и продукција. Александар Ристовски Принц го снимаше првото видео, мојот прв спот на песната Илузија, затоа и албумот се вика Илузија. Да, тоа е причината. Ќе правиме, да. Или за Лага, или за една нова, која што не мора сега да ја објавам. Таа ќе бидат, дај Боже, од вториот албум. Песна, секоја песна си има своја приказна, сите песни се поврзани една со друга. Како јас кога ги слушам песните, гледам и како мојот глас е различен, дека снимани се веќе у рокот 3 години, да, и како се менувам јас како вокал, да, и како растам. Најнова е Лага што ја испеав малку тука, ја знаат сите. И искрено сум многу задоволна. Ќе видиме сега да направиме и промоција треба. Тоа сакав да прашам, има некаква сега некои се решаваат промоцијата прави, а некои се решаваат промоција, што значи вакви интервјуа, нели интервјуа и пишани и на телевизија и на радио и така натаму. Да, сега за сега вакако емисии сакаме, а понатаму ќе размислуваме со Давор да направиме и промоција. Може би некоја концертна таква нешто, делче од нешто такво, нешто да се испеат. Од песните да се испеат, колку за да остана, нели? За да имаш. Да, тоа би сакале. Сега по емисии, прво ете да дознаат луѓето, да го слушнат, зашто албумот го има и на Spotify, и на Apple Music, и на YouTube ќе се стави. Значи имаат сите можност да го слушнат на многу платформи. Како оди? Од кога е ставен? Сега брзо е, така? Завчера, пред 2 дена. Добро, од тие си луѓе, ова со Драма Квинот, од тие си луѓе што гледаат како оди, колку гледаат? Не. Од типот како Ива што кажа да биде се перфектно, ако не, тука ме фаќа мене нервоза, од тој тип. А за тие работи не, сметам дека доста луѓе, вака и пријатели ме познаваат и ете се шири на Инстаграм, го споделуваат, така да кај нас ќе се слушне. Супер. Сега, околу ова како изгледаш, како се однесуваш, секогаш треба да е тоа некоја умна Мила. Ја барам така те гледам, не знам дали сум во право. Некогаш некој ти рече дека треба можеби малце да се разголиш, па така ќе добиеш повеќе поени и така натаму и така наваму. Си размислувала за тоа? Тоа е твојот став вака, генерално твој став во животот, дека ваква сакаш да си. Ти си тоа. Сме го разговарале ова со мајка ми уште пред некој ден. Да, и бидејќи сепак потекнувам од семејство кое што е културно нели издигнато и сите се музичари, сите се уметници за класика. Немаш дедо ми, немаш. Мислам дека нема да бидам тоа јас ако би го направила, секогаш би сакала сум по културно облечена и не сметам дека голотијата треба да биде по секоја цена. Да, и пејачот се гледа според тоа како ќе ја изведе песната во живо, а не според тоа како е облечен. Да, треба да ја покаже емоцијата, да ја покаже и дикцијата и талентот, се што има, да. А нешто пример тесно, така нешто кожно пример може. Така, ама да е тоа се во граници коректно, да. Добро. Што би рекла за македонската музичка сцена, еве, кој те прашам? Има доста млади уметници кои ги гледам и музичари, тоа е одлично. Цело време и вадат и numeri, слушам, цело време ги следам сите. Со доста од нив сум и пријателка? Да, и пријателка, и со Ана, и Лара, со многу се познаваме.
И они нели тука исто така биле на емисија. Многу сме соработувале заедно со Битолскиот камерен оркестар, имаме настапувано. Така да гледам и со Александар Тарабунов исто сме многу блиски, колеги сме од работа. А таму вие поише имате пејачи кои што сте колеги? Да, многу и Лидија Кочовска, многу познати пејачи, и Полина, да, многу познати. И Маја, и кој не. Многу, ако земам да ги набрам сега сите, ќе отиде времето, точно. Имаме време, мила моја мила, само уште за 2 прашања. До 13 и удиме со песната за крај. Ова втората што ја избравте заедно со Давор, те сакам ко Божик на песна. Првото прашање до тебе е дали си уште заљубена? Зашто минатиот пат кога беше тука беше заљубена? Се уште сум заљубена, да. Добро, за да не се јавува џабе некој што се. Имам дечко се уште, да. Добро, и второто прашање е ајде замисли се себе си за 10 години од сега. Каква е таа мила? Што би сакала да се случи? Би сакала прво да имам фамилија, нели, среќен брак. Тоа прво би го сакала. Второ, од аспект на музика... Кариера? Да, и на кариера. Би сакала да бидам така солист. Барем почетоци некои да имам, а за естрада би сакала да имам уште барем неколку албуми и да пеам како Лидија Кочовска, како Маја Гроздановска, да имам доста познати, дај Боже, хитови во животот, кои што ќе ги пеат и младите и ќе ме препознаваат по нив, бидејќи ние како луѓе треба да оставиме печат на овој свет и според мене тоа е со музиката, за мене лично. Добро. Да. Супер, задоволни сме. Сега ја слушаме, те сакам ко Божик на песна. Таман за празниците. Така е. Повели, сината е твоја. Ти благодарам, мила, за ова искреност во интервјуто.